Во Македонија денеска е втор ден од 7-дневната жалост за настраданите во трагедијата во Кочани. За време на 7-дневната жалост, што ја прогласи владата, знамињата се наполовина, копија откажани се сите музички забавни активности и настаните во установите од областа на културата, а прилагодена е и програмата на медиумите. Отворени се книги на жалост во собранието во Министерството за надворешни работи и во македонските амбасади низ светот. Во знак на сочувство за настраданите во пожарот во Кочани, во кој животот го загубија 59 млади лица, а над 155 се повредени и хоспитализирани, денешниот ден е прогласен за ден на жалост во Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, а вчера по повод трагедијата ден на жалост беше во Црна Гора. Пациентот од пожарот во Кочани, кој што пред 2 дена беше префрлен во Кумановската болница, е со полесни повреди и е во стабилна состојба, информираше денеска директорот доктор Стефан Трајановски. Имаме еден пациент примено од несаканата случка во Кочани. Пациентот е со полесни опекотини по лицето и рацете и има набиеница на десното рамо. Стабилен е пациентот, контактибилен, мобилен, така да овде е на антибиотска аналгетска терапија, му се надоместуваат течностите, така да пациентот е стабилен и мобилен. Веднаш во утринските часови, рани утрински часови, кога бев информиран за несаканиот случај во Кочани, веднаш службите на хирургија, анестезија и болничката аптека ги подигнав во приправност и ги удвоив со персонал, така да постојано бевме во приправност. Меѓутоа сакам да знае кумановската јавност, нашата болница за жал нема систем за континуиран дотур на кислород, односно ние немаме кислородна станица за дистрибуција на кислород. 32 годишен кумановец вчера починал ненадејно во општата болница Куманово. Претходната вечер, како што информира директорот на јавната здравствена установа доктор Стефан Трајановски, пациентот со стомачни тегоби се јавил за преглед во дневната болница на хирургија. Случајот ќе го испитува и надлежна комисија од болницата, а во меѓувреме телото на починатиот е предадено на обдукција, пошто конкретно ќе се знае која била причината за настапување на смртта кај младиот кумановец. Првин да излезам длабоко сочувство кон семејството на починатиот. Имено вчера во дневна болница на хирургија 31 годишен пациент почина ненадено. Имено претходниот ден пациентот си има јавено во вечерни часови за преглед заради стомачни тегоби. Од дежурниот лекар, хирург е прегледан и му е аплицирана соодветна терапија. Пациентот си заминува и доаѓа во утринските часови повторно да се пожали дека ги има тегобите. Му е дадена и ординирана соодветна терапија по прегледот повторен и после повеќе часови, значи некаде околу 7 саат Сабајле е дојден на повторен преглед, а околу 11 часот е дојден да ја прими ординираната терапија. По аплицираната терапија, прашање било по тоа што јас сум известен неколку секунди, настанува градна болка, веднаш е прекината терапијата, веднаш, и е повикана анестезиолошка служба во целосна екипа и состав е дојдено, значи анестезиолог со 20 анестезиолошки техничари и е пристапено кон оживување. Не е имало, за жал, позитивен одговор на оживувањето, на процесот на оживување и е прогласен пациентот за починат. Значи, некаде околу 11 часот е почнато оживувањето, мене во 12 часот ми известија дека има починато лице, младо лице, во дневна болница на хируршкиот одел. Веднаш е известено и полиција и обвинител. И е отпочната процедура истражна за причина за настанување на ова несакана состојба со смртна последица кај еден млад човек. Сега понатаму кога се известени
обвинителот и полицијата, тоа се оди веќе по службена постапка се. И утре јас ќе имам комисиски состанок со сите засегнати во овој случај, за да утврдиме дали се испочитувани протоколите. Од моите првични сознања и интервјуа што ги имам направено со персоналот, кои сите биле во контакт, кои што биле во контакт со пациентот, реагирано е соодветно и навремено во согласно протоколите, но подетално утре комисиски имам за тоа формирана комисија, ќе ги разгледаме дали е соодветно реагирано во однос на протоколите кои што ги имаме во болницата. Случајот е пријавен и во Кумановската полиција. Според секторот за внатрешни работи Куманово, на 17 март годинава во 11 часот и 35 минути во СВР Куманово од Општа болница Куманово било пријавено дека во болницата со влошена здравствена состојба бил донесен 32 годишен кумановец, што му била дадена терапија, но по кратко време починал. Како што се додава во соопштението, по наредба на јавен обвинител, телото било предадено на обдукција, а полициски службеници од СВР Куманово извршиле увид и извршиле разговор со сите присутни медицински лица. Екипите на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирале на опожарен оџак на улицата Франц Розман, а гаселе и опожарена семејна куќа на улицата Петар Арсов, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Причината и материјалната штета за двата пожара допрева ќе се утврдуваат. Релативно стабилна е состојбата на повредените во дискотеката, но не може да се каже каква ќе биде состојбата понатаму, бидејќи се уште е рано, рече денеска заменик министерот за здравство Јовица Андовски во изјава за медиумите. Вкупно се хоспитализирани 89 пациенти во земјава, а 76 пациенти се транспортирани на лекување во странство. Последни ноќеска биле префрлени во Хрватска, Словенија и Виена, по двајца, тројца во Атина. Планирани биле уште префрлувања во странство. Инаку 14 осомничени за пожарот во Кучани се во притвор, меѓу нив и поранешниот министер за економија. Од обвинителството информираа дека во близина на дискотеката Пулс во Кучани, каде ноќта меѓу саботата и неделата избувна пожар во кој загинаа 59 луѓе, а 155 се повредени, имало и склад за гориво. При увидот е констатирано дека постоел склад за гориво во близина на објектот. Сите други околности се испитуваат, информираат од јавното обвинителство. Од денеска теренски контроли на сите кабареа и ноќни клубови во Македонија. Само 12 субјекти во државата поседуваат лиценци, информираат надлежните. Се истражува и бидете сигурни дека ниту еден објект кој што не ги исполнува како што стои според законот минимум техничките услови нема да биде поставен да функционира. Пазарниот инспекторат по пријава постапува. Не е должен во временски период ниту по стекнување на дозволата да излезе на терен. Конкретно за овој објект е направено во 2022 година. Но во 2021 година е издадена лиценца за прв пат, а објектот работи од 2014. И за втор пат издадена е лиценца во 2023, а фалсификувана е лиценцата во 2024. И за ова ќе одговараат. И нема горна граница на пропишаната казна. Јас го слушнав обвинителот дека ќе бараат највисока можна запретена казна 20 години. Дали тоа ќе ги врати човечките животи? Нема да ги врати. Дали ние ќе ги вратиме? Нема да ги вратиме. Но барем да ни биде ова опомена. Никогаш да не ни се повторат вакви работи. Да ни биде ова опомена дека денес ова што правиме ќе има последици во иднина. И тие можат да бидат вакви катастрофални. Сите ние имаме некаква одговорност. Јас повикувам на разум. Ве молам на разум. Со неправда и анархија не се носи правда. Го разбирам револтот. Се можам да понесам. Утрото бев таму. Знам како ми беше кога го видов призорот. Со своји очи знам што се случуваше.
На бројот 070 270 370 семејствата на повредените може да ги добијат сите потребни детали за потоа владата да може ефикасно да ја организира поддршката што им е потребна и да го улесни ваквиот процес. На бројот 143 400 граѓаните може да донираат за настраданите од пожарот во Кочани, информираат од владата. За управување со официјалната сметка за донации, владата соработува со Црвениот крст на град Скопје. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски донесе одлука за разрешување на 7 началници од СВР Штип и ОВР Кочани. Имено во однос на 59 починати лица, сакам да истакнам дека сите се идентификувани и на 18.3.2025 година завршена обдукцијата за сите. При пожарот со повреди се здобиле 196 лица, од кои 20 деца. Во моментот 93 повредени се на лекување во скопските болници, 80 се транспортирани во странство, и тоа Србија, Бугарија, Турција, Грција, Австрија, Литванија, Словенија, Унгарија и Хрватска. Што се однесува до превземени мерки за расчистување на фактичката состојба поврзана со овој случај утврдување на одговорност, досега задржани приведени се 18 лица во СВР Штип и СВР Скопје, задржани се 16 лица, од кои што последното задржано лице се терети за тешки дела против општата сигурност во врска со предизвикување на општа опасност и во врска со член 353В, а истото е потписник на основен проект за издавање на кабаре клуб. Еден од документите кои што се потребни за да еден кабаре клуб биде ставен во функција. Постојат во овој момент основи кои што одат во насока дека незаконито, паушално, без утврдување на фактичка состојба, били изготвувани круцијални документи кои што биле предуслов во понатамашната постапка за ставање во функција на предметното кабаре. Сакам да известам јавност дека за да обезбедиме целосно, независна и ефикасна истрага, донесов одлука за разрешување на раководни лица во локалната полиција во ОВР Кочани и СВР Штип и нивно заменување со полиски службеници кои не се од овие места, односно се од Скопје. Ваквата одлука не прејудицира никаква вина, туку е чекор кој треба да гарантира дека процесот ќе се одвива без притисоци, сомнежи или влијание. Со бесплатно мерење на очниот притисок и консултација со офталмолог, дијагностичкиот центар на Систина офталмологија во Куманово го одбележа светскиот ден на глаукомот. Голем број граѓани ја искористија бесплатната услуга на Систина офталмологија со цел подигнување на свесноста за навремено откривање на глаукомот, а најголемиот дел од нив закажаа и термин за комплетен офталмолошки преглед, кој деновиве е со попуст од 50%. Кумановци ја поздравуваат акцијата на Систина, чисто пример би требало да го следат и останатите приватни болници во земјава. За мерење на очен притисок дознав преку линка кој што беше проследен преку вашата телевизија. Јавно ве пофалувам. Навистина што ги информирате граѓаните и јас еве како граѓанин. Дознав дека оваа акција е бесплатна, мерењето на очниот притисок, и поради тоа еве си се јавив кој мерев очниот притисок, вработените на Систина. Треба да биде пример во однос на останатите клиники, еве како што дознавме сега. Значи јас како граѓан сум информирана преку вашата телевизија и останатите нека појдат по тој пат и тие така преку вашата телевизија да јавно ги покануваат граѓаните и да организираат вакви акции. Се во интерес на здравјето. Сепак здравјето е
најскапоцено и не може со ништо да се плати. Потребни се редовни офталмолошки контроли, барем еднаш годишно превентивно, истакна доктор Елизабета Спасик, специјалист офталмолог и хирург во Систина офталмологија Куманово, по повод одбележувањето на Светскиот ден на глаукомот. Секоја година, значи ако не повеќе, барем еднаш, се подсетуваме што значи глауком, едно тешко, подмолно заболување на очите, кое најчесто не дава специфична симптоматологија. Значи, пациентите немаат некои специфични симптоми, па поради тоа се јавуваат на преглед. Имаат некое, може пецкање, може грепкање, некое солзење, тоа се некои неспецифични симптоми и ретко кога тоа некогаш ќе го доведе пациентот на преглед. И затоа велиме глаукомот, бидејќи е високо рангиран како причинител за слепило во светот, значи не само катарактата, не само диабетичката ретинопатија, него и глаукомот понекогаш велиме дека е на прво место по предизвикување на слепило. И тоа е за жал слепило кое не се лекува. Катарактата е таква да може да се излекува, а глаукомот безповратно го зема видот и поради тоа ние лекарите сме навистина ангажирани околу тоа да ги информираме пациентите дека е најбитен превентивен преглед. Значи да не се чека на симптоми кои веќе може да бидат во касна фаза на болеста, туку да дојдат или систематските прегледи кои многу помагаат и за пациентите и за нас, да се открие глаукомот како такво заболување, или па овакви превентивни прегледи, мерење на очен притисок, нешто што ќе не потсети дека глаукомот е тука и дека треба да го дијагностицираме и лекуваме. Глаукомот представува страдање на нервот. Доста често имаме пациенти кај кои имаме нормален очен притисок, а имаме страдање на нервот, односно глауком, па спаѓа тоа во нормотензивен глауком. Па доста често, така да, не е само мерење на очен притисок. Ние сега овде, да кажем, превентивно ќе измериме очен притисок и некако ќе се насочиме, ќе им кажеме на пациентите дека треба. Меѓутоа, превентивен преглед е тоа што ни најмногу помага за дијагностицирање на глаукомот и во склоп на тој преглед, ние не само што на широка зеница гледаме каков е очниот нерв, него правиме и други дијагностички методи, како што се периметријата, како што се оптичката кохерентна томографија и со самото тоа имаме добар увид во очниот нерв, бидејќи кога ќе препишеме терапија за глауком, тоа е доживотна терапија. Значи исто тоа сакам да го потенцирам. Доживотна терапија се со цел да се сочува видот што останал. Затоа што често пациентите кои ќе дојдат на преглед, па јас капев еден месец, па не можев да дојдам на контрола, па престанав, или капам капки, ништо не ми е подобро. Значи, тоа е секогаш ние тоа на преглед го објаснуваме. Меѓутоа, добро би било да знаат, да бидат барем малку информирани пациентите. Значи, на времена дијагностика, третман доживотен и редовни контроли барем 2 пати годишно. Кај пациентите со глауком, кај останатата популација доволно еднаш годишно, да се направи комплетен преглед. Лекарите порачуваат дека граѓаните треба да се запознаат со ова заболување, бидејќи глаукомот представува втора причина за слепило во светски размери.